Последни вести денеска, добро вечер. Кратко, но многу интензивно невреме го запати Скопје попладнево. За само 10 минути направи вистински хаос, а предизвика и големи материјални штети. Најсериозна е состојбата во општина Карпош, каде што се пријавени повеќе паднати дрвја, а избувна и пожар во автомобил. Во населбата Аеродром пак силниот ветер откорна кров од објект. Во меѓувреме проблемите се проширија и низ повеќе делови од градот. Граѓаните пријавуваат паднати дрвја кај зоолошката градина, пред трговскиот центар Капитол, кај соборниот храм во центарот на Скопје, на улицата Димитар Благоев во Лисиче, на улицата Рузвелтова, како и кај Министерството за земјоделство, каде што паднато дрво ја отежнувало проодноста на улицата Ленинова. Според информациите, ветрот достигнал и до 90 км на час брзина, а на единствениот број за итни повици 112 штети пријавиле над 1000 граѓани. Од брзата помош информираа за најмалку 10 повредени. Најсериозно е повредена повозрасна жена што се здобила со повреда на главата по пад на дрво. Повеќето општини на територијата на Скопје ги активираа своите кризни штабови за поефикасна координација со сите надлежни служби за справување со настанатите штети. За побрзо санирање на штетите, сите општини се координираат со Центарот за управување со кризи, Министерството за внатрешни работи, ЕВН и со службите на градот Скопје. Надлежните апелираат до граѓаните да останат внимателни, да се избегнува движење во близина на дрвја и нестабилни објекти и да се пријавуваат сите опасности и штети. Владата донесе одлука за прогласување кризна состојба во Гостивар во траење од 30 дена поради загадувањето на водата за пиење и епидемијата што ги погоди граѓаните. Целта на одлуката е побрза координација на институциите, ставање на водоснабдителниот систем во целосна функција и обезбедување безбедна вода за пиење колку што е можно побрзо. Михајло Видимлиски. 30-дневна кризна состојба во Гостивар прогласи владата по ситуацијата со водата за пиење во градот, чии анализи утврдија дека е загадена и не може да се употребува за ниту една намена. Представници на владата попладнево ја посетија Гостиварската општа болница Ферид Мурат. Министерот за внатрешни Панче Тошковски рече дека ќе бидат земени мостри од повеќе локации, пошто ќе се утврди фактичката состојба и ќе се предложат мерки за враќање на системот во нормална функција. Осврнувајќи се на причините за состојбата, Тошковски оцени дека одговорноста е кај локалните власти. Целта е да за најкратко можно време првен се детектира конкретната фактичка состојба која што е денес, а потоа се одговори соодветно во насока на враќање во состојба на водата на квалитетот на водата кој што е потребен првично да имаме соодветен квалитет на вода за техничка употреба на истата, а понатаму во втор степен да имаме соодветен квалитет на вода за пиење која што нажалост ја немаме во овој момент. Тошковски нагласи дека во моментов водата не е безбедна ниту за пиење, ниту за техничка употреба и ги повика граѓаните да ги почитуваат препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство. Кога водата ќе биде безбедна за пиење, ќе се знае по завршувањето на сите анализи. Првичната информација која што имам добиено од страна на дел од експертите дека ќе треба да се настапи во насока на како што ми кажа хиперхлорирање на системот, кој што би требало да за краток временски период го доведе цевководот во нормална состојба за да може да водата првично се користи како техничка вода, а понатаму да може да се користи како вода за пиење. Но што и да сите оние чекори кои што ќе се превземат, навремено ќе биде информирана јавноста и за се она кое што ќе го констатирам исто така навремено ќе биде информирано јавноста од страна на експертите. Во меѓувреме жителите на Гостивар добиваат вода на неколку пунктови распоредени низ градот. Вода ќе се доставува и во следните денови додека трае кризната состојба. Се дури не се потврди дека е безбедна за употреба водата од градскиот водоснабдителен систем. Заклучно од неделата до денеска можам да кажам дека се доставени 210.000
литри количина на вода. Таа вода е распоредена на неколку пунктови низ градот, 6 или 7, кои што се јавно објавени. Еден од тие пунктови се наоѓа и тука во општата болница, се со цел да може да излеземе во пресед прво на оние критичните случаи, односно на местата каде што е најпотребна водата. Во меѓувреме во градот се спроведуваат засилени инспекциски надзори и контроли во градинки, болници, ресторани и други објекти каде што се користи вода. По 30 дена затворски притвор добија тројцата осомничени. Арта Асани, директорката на Комуналец Гостивар и раководителите Леон Уредини и Вадедин Дервиши, одлучи судијата на претходна постапка Михајловскиот Гостиварскиот суд. Тие ќе бидат упатени во затворот во Шутка Скопје. Основното јавно обвинителство по спроведената истражна постапка преку јавниот обвинител Хазби Сени до судијата на претходна постапка на Основен суд Гостивар достави предлог за определување на мерка против овие осомничени. Во предлогот ги има наведено причините поради кои го предлага притворот, поради запретената казна за која им се става на товар на осомничените, бидејќи се работи за кривично дело за кое е запретена кривична санкција најмалку 4 години, а доколку обвинетите би се пуштиле да се бранат од слобода, постои голема веројатност да се дадат во бегство и да влијаат врз сведоците кои треба да бидат испитани во текот на истражната постапка. Судијата на претходна постапка Чирко Михајловски го прифати предлогот на јавното обвинителство, определи притвор на осомничените во трајање од по 30 дена, донесе решение КПП 237/26. Решението се достави до осомничените, а мерката притвор осомничените ќе издржат во КПУ затвор Скопје. Бројот на прегледите на заболени со стомачни тегоби во Гостивар се намалува и предпоставка е дека тоа е заради првите мерки, изјави поплатнево министерот за здравство Клековски по посетата на општата болница во Гостивар. Имаме преполување на бројот на нови прегледи, односно прв пат прегледани пациенти. Значи, во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи преполување, предпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Председателката на Индија Друпади Мурму допатува во прва историска официјална посета на Скопје. На средбата со председателката Силјановска беа зацртани амбициозни цели за зголемување на трговската размена на $500 милиони. Пријателските односи поврзани преку делото на мајка Тереза се очекува да се зацврстат и со отворање индиска амбасада во земјава. Нашите две нации ги поврзува исклучителната врска преку една од најголемите хуманитарки што светот ги познавал, Света мајка Тереза. Родена во Скопје, таа го посвети својот живот на народот на Индија и стана универзален символ на човечноста. Со председателката Мурму го споделив моето уверување дека треба да си поставиме заедничка, поамбициозна, но остварлива цел во следните 5 години билатералната трговска размена да достигне барем $500 милиони американски долари. Ги потврдивме пријателските односи меѓу Македонија и Индија за заеднички вредности и заедничка взаемна почит. Сакаме да промовираме подобра трговија и инвестиции и да охрабриме подобра соработка меѓу нашите бизнеси. Исто така се согласивме да ја прошириме, да ги прошириме билатералната трговија на двојно од сегашниот обем. Тоа беше се во вечерниот преглед. Благодарам за вниманието. Пријатно.